Те ме радува вака цела фамилија што сме собрани. Собрани сме. Да. Фала ти што не вика. Абе, па ти Васли нема да ве викнам, шо ти? Која фамилија бе, глумци сме ние. Ти не си ни член на фамилија, не знам шо бе. Да, бе, да. Јака финта и тато Иван еднаш вака исто ми направи ме зезда. Не сме фамилија, бе. Жаре, мислам дека треба да ја знаеш вистината. Ти не си Марковски, ти си Димитриос. Ова не е можно. Ова не е можно. Зарем живеа во лага сиве години. Жаре, добар си? Што демек толку се соживеа што мислиш дека си дел од фамилијава? Не, туку само глумам дека сум истравматизиран. Видовте колку добро глумам, за да ме земете у втора сезона. Мене, у фамилија Марковски. Вечерашни гости, фамилија Марковски. А сега, вашиот домакин, Жарко Димитриевски. Здраво, сум Жарко Димитриевски. Нова 1 на 1 сезона 9. Нова епизода. Да, конечно почнуваме со новата 9-та сезона, нова екипа, стара група. И Добро. Ама и ново студио. Имаме и ново студио и кога сме кај новото студио, од екипата имаме и една честитка. Да. Чекај, во каков фазон да биде? Онака баш честитка? Значи честитка како Зона М1 радио. Да. Одиме. Честитка до таткото Васко и мајката Бојана испраќа екипата 1 на 1. Да ви е живо и здраво чедото! Честитки! Да, другари, почнуваме нова сезона. Знам дека почнавме пред 2 емисии, ама тогаш нели имавме некој клип шоу, па после тоа имавме емисија кај што сами си бевме гости, ама сега почнуваме баш. Значи како заевси. Сега почнуваме, сега ова е референдум против Груевски, следните избори пак референдум. Значи сега ептен е референдум. Ама чекај. Ти, господине, не беше само за една епизода тука? Види се, на некој начин јас сум тука за рейтингот, брат. Да? Ни падна рейтингот? Не, мисле мене ми падна заради тоа. Види, јас сум на некој начин Што? Ако ти си Миленко, јас сум твојата Мирка, брат. Ако ти си Јанко, јас сум твојот Саше политико. Ако ти си мојот Илија, јас сум твојот Бетмен. Не, ај ти види Илија? Не, ај ти биди Илија. Ај ти биди Илија. Не мора. Не, вака. Да ви кажам право, би сакал еден збор прво пред да се зезаме на една многу посериозна тема. Значи, ова е сериозно. Имено минатата недела, верувам, знаете, се случи еден настан кој понесе многу жртви. Значи, беше настан кој што се уште и не можеме баш да го сватиме од колкав размер беше. Значи, би сакал да кажам дека целата 1 на 1 екипа е со мислите и молитвите, заедно со сите оние кои поради оваа катастрофа ги загубија функциите! Чао, Коце! Чао, Ивица! Се гледаме! Татко на градот. Мене тоа ми е смешно. Татко на градот, знаеш? Татко на градот. Тоа ти е... Не знам, нема логика. Абе, види, мене на некој начин ми е жал за градот. Добро, да. Како истравматизирано дете, значи со ненормално семејство. Пази. Прво не знае кој му е татко. Башка му се менува таткото. Некој друг му бира татко. Некој му доаѓа и му вика, еве го твојот нов татко. А на некој места 12 години истиот татко е. Замисли. Таман се навикнал, дошол друг да му мајката. Така му доаѓа. Треба да го промениме системот на избор. Значи,
Као предлог може да биде спортски настан. Да ги собереме сите што се кандидати и еден ден на еден стадион да се соберат и да имаме 5 дисциплини. И кој ќе биде најдобар во тој еден ден, он станува градоначалник, знаеш? Супер, ќе ги сместиме во Олимписко село, Така. во арената Филип II. Така Ќе е. се случува настан, барем за влезници карти бизнис ќе направиме. Бизнисче и ќе имаме прва дисциплина детектор за лаги. Значи одма да видиме кој лаже. Види, Што? Па добро, лажат сите, окей, ама кој лаже најмногу мац? ама носот им порасне на тој што лаже, па така и треба тендер за марамчиња. Добро што викаш. Слушај, ја викам кој лаже кјотакот да му го даеме мај. Нема везе. Втора дисциплина тест за интелигенција. Нека решаваат кој е број следен во низата, колку квадратчиња има на сликата, такви работи. Колку патни трошоци се наплаќаат од Струмица до Скопје. Напред назад, тоа е многу, знаеш, секој ден. Така, такви работи, да. Не може некој глуперда да не води, мислам, ти се молам. Интелигенција. Трета дисциплина општа култура. Значи не може да биде градоначалник ако нема општа култура. Ќе им даеме делови од книги, цитати, песни нека погаѓаат. Абе, како кај Драган Вучич. Така. Драган Вучич. Драган Вучич? Драган Таневски. Драган Таневски. Битно да е Драган. Битно да е Драган. Четврта дисциплина ќе биде луѓе фешн шоу. Мора да знаеме како изгледа кандидатот у гаќа. У синдикалка, у чик куманово папуча. Не само у сакоа, бе, да го видиме. Погледни го. Сува лепота. И пета и најважна дисциплина е домакин лук. Значи да му даеме 150 евра и да видиме што ќе плати прво. Јадење, сметка ли ќе купи? Ај баш да го видиме. Петреви. Да, ова е патент, мислам дека треба да го организираме. Така, политичка ревизија нека се вика. Седно, го правиме. Вести од Србија. Српската премиерка Ана Брнабич има нов прекар. Знаеш? Знам, фикус. Да. Цела Србија почна да ја вика фикус. Значи, луѓе, да бидеме реални, грците ни го сакаат името, бугарите историјата, и мораше ли србите прекарот на председателот да го земат, бе? Кражба! Кражба! И не знам дали сте приметиле, но во последно време многу е актуелно да знаеш што си по потекло и тоа да го кажува, знаеш, некои се палат дека се антички потомци на Александар, нешто, некои се палат стари словени дека биле. Да, сигурно. Значи Александар Македонски со баба им во Персија на се паре се мувале, сигурно. Баш 20%, знаеш. Како? Ама има луѓе сериозно што веруваат во ова. Со баба му, дедо му, не знам. Да, 20%, 30%. Слушај, некои па не знаат што се. И викаат дека биле пола-пола, 50% словени, 50% антички македонци. Јас сум 100% битолчанец, тоа е гарантирано. Се гледа за тебе. Се гледа. Еј, Слушај, земавме ние ДНК од нашите познати луѓе. Јавни личности, политичари и други некои звезди, значи им земавме ДНК вистински. Како им? Мешески беше на ручек со сите и по едно влакненце им скубна. Слушај, не е битно. Ги анализиравме резултатите и еве ги нашите наоди. Значи, почнуваме. Ова е ДНК-то на нашите звезди. Маријана, откривме дека е 50% лото, 50% деколте. И 0% облека. Ја имам и друга анализа. Кажи. Шако полумента. Добро. 50% шако. 50% мента. Чекај. Спортист некој, Перо Антич. Значи, он е 33% тетоважи, 30% игра во NBA. И 33% фризурата жари што ќе има за 5 години. Господин Стефан. Тој е 33% е Стефан, 66% е господин, да. А мојот омилен? Васко Ефтов. Значи, Васко Ефтов, 1% е добар ден, добре дојдовте во мојата емисија, мило ми е што сте ми гостин, а 99% е, а зошто е добар ден? Дали е добар ден? Дали беше добар ден во 2001-та кога шверцавте мајци во Хантифон Николов? Следен, Никола Димитров Е 100% Никола Поповски.
Елена Ристевска, 25% текила, 25% лимон и 50% кајање за песната. сочувство. Еј, а Миленко е 100%, Мирка му е гостин. А Бранко Геровски? Бранко Гировски е 50% кетчап, 50% мајонез. А Ѓорѓе Иванов? па уствари искочи празно. 100% 100% ништо. Во мојата шолја, како и секогаш има good nature. Овој пат Ѓоко позитивно ме изненадил со овошен чај со 60% брусница, а знаеш дека пиеш овошен чај со 60% брусница на good nature, кога останатите 40% се уживање. Добар чај, оди рака под рака со добро списание. Тука го имам портрет. Оп, да. А за мојот стайлинг вечерва се погрижи Fashionel, powered by Елена Лука. Здраво, здраво и фала. Вице-премиерот Мешевски! Кај си, бе? Што ти е? Што правиш? Мешевски? Што си вако ко партал облечен? Не ме праши, бе. А уште имаш говорна мана, не можеш Ж да кажеш дека паднавте од власт. Нема. Добра, зошто си воско да те удрил? Што е работа? Не воз. Ми удри оној црни. Го знаеш од штаб? Зошто? Абе, тамам малку се израдував. Ми рекоа ќе тепале на избори. И? И ме тепа. Оди, опушти се, оди кај Ѓоко, нека ти среди нешто хотелче, едно друго. Вице-премиерот Мешевски. Со години кај нас имаме синхронизација на турски серии и тие решија сега да го возвратат ударот. Имено нашиот истражувачки тим предводен од Маринче, лези! Да, нашиот истражувачки тим предводен од Маринче најде, сега да не кажам јас, но сепак како што во вашите наводи велат, турците сега почнаа да надсинхронизираат македонски серии? Да. Посебно им се интересни Преспав пред се. Добро. И така најдовме ни едно клипче кое што мора да го пуштиме, мора да го видиш. Тоа се работи за Дефинитивно. еден клип каде што ќе имаат инспекција во пансионот, во Преспав и нели мора да имаат радна акција. Супер, И добро. може, мислам дека може веќе го слушаме. Режија да видиме како изгледа тоа. О, муајене ичин чајн ми јактин. Bato, aga çekşiğilinde, aga dokulmelidirin. Yani dikilen her ağaç için bira bedava. Елем, чалширикшен о заман бир чалшија мелем и о собранија револуција. О бир аркатешин ми. Ya. Вау, не знам дали приметуваат, но многу слични се гласовите како нашите. Da. Ne znam, Чиста коинциденција. Малку и жугич како да чув, но не знам. Да. Имаме втор клип. Имаме втор клип и нормално е за фамилија Марковски. И тука имаме една тажна сцена, тука таткото го теши својот син кој има скршено срце и така е малку е потажна, скрос е турска. Александар Микич и Владимир фактички се Така. и се тешат за скршеното За срце. скршено срце, да. Одлично, да видиме како го направиле тоа. Ајде, да видиме. Sana ne diyeceğim? Bir vakit açılacak. Бимбир. Karı kalp, sırçaları yok. Седече за мене. Sen bedensin hey. Ben kandlar, trup kütükler. Тенек ја. Sinki da. Симди ичрајат. Продолжуваме со токму тоа. Фамилија Марковски следни во 1-1. Марина, фала! Да, назад во 1-1 и време за нашите гости. Имам особена чест да бидат тука членовите од нашата омирена фамилија. Фамилијата Марковски се тука! Твоја рака да не се.
Браво, браво. Дечки, зошто е фамилијата, а не е семејството или фамилијата? Зошто е така? Да, Имаше ли уопште дебата околу тоа или не? Воопшто не е тоа наша работа. Да. Генерално така, да. Како сакате фамилијата се едно. Мислам дека лекторски треба да биде членувано, да биде фамилијата. Ама не, и семејството би било уште поточно. Мислам дека се појавуваат и повеќе членови. Бабата, можда, не знам. И бабата толку. Семејството и бабата Марковски. Така, например, да. Семејството, бабата и Паја. Знаеш што ми кажа, можда некаде во мал мозок, можда треба да асоцира на фамилијата. А, мислиш? Не знам. Ова ти е многу паметно. Сега ми текна. Дефинитивно е добро. Вчера се префарбав во плава до вчера. Добро. Колку време снимавте? Се на се? Месец и нешто. Тој месец и пол секојдневно заедно на сет? Па скоро, да. Скоро да, кој како. И колку станавте фамилија? Онака процентуално од 0 до 100. 100, 102,3, а? Така? Да. Анди Бајрам фамилија? Одлично. Тоа е јака фамилија. А ти како снимаше цело време кога треба нели на училиште, така? Која година си? Сега сум прва. Сега прва. Значи кога снимаше не ни беше во средно? Не бев, не. Тогаш беше во лето беше како Летно време беше. Значи така го наместија бе. Штета. Баш добро ќе ти дојдеше. Не го беше часови. Одлично. Вака, шо работевте пред серијата Силија, ти нешто имаш глумено претходно? Нешто малце, да. Нешто ситно, да. А вие другите, ајде да почнеме вако таму. Јас предходно, мислам пред фамилија Марковски, ја работев дипломската и најголема прекупација ми беше тоа, тој период. Значи 2 месеца пред да почне, пред да ми се јава дека ја добив улогата за фамилија Марковски, бев прекупирана со дипломската и тоа беше единственото што го правев тој период. До толку значи навлезена беше во тоа да биде секој што треба тип-топ. И добро ли пројде? Одлично. Да, задоволна си, значи, така? Одлично, кул. Ти мајсто си одеше во училиште, така, тоа 8 си завршив, распушче, глума, паричка некоја падна. Не се жалам, добро. Да, моторче си купи нешто. Не? Возам мотор. Да, стварно? Добро, супер, Или да не требаше ова да кажам, возачка не. Ајде, господине. Понатака. Јас сум дипломиран веќе 3, значи скоро 4 години веќе. Машала. Да, играв у представи низ Скопје, по независни театри. Снимав и неколку краткометражни филмови. Да, и ова е сега едно поголемо искуство за мене, вака на филмски. Серијата, ај вие што бевте таму, ама ние што ја гледавме. Па епте се приврзавме зашто како што велат нели сите и сами нели го знаете тоа, ова е најреалното нешто што е излезено од македонски етер. Значи серија од реален живот 100%. Какви реакции вие добивавте освен ова на пример? 90% беа најпозитивни. Мислам, јас искрено разговарав со луѓе кои што и се од дел од моја професија, луѓе кои што ми се пријателки, кои што немаат поврзаност ништо со ова. Многу ми се допадна тоа што кога гледав било која епизода со моите најблиски, реагираа, односно, леле ова ми се има случајно луѓе, што мене лично ми е многу драго што луѓе ова што си имаат пронајдено во тие ситуации. Ако не во прва, во 4-та епизода сигурно. Така. Само не ми се има случајно батеријата да не ми цркне цело време. Тоа се спомна, да. Не. Тоа е чудно. Да. Имаш нешто да кажеш на ова? Те молам демантирај го. Ајде. Значи имаше и делови кај што ми беше и празна батеријата и цело време кога влагам у соба го ставам на пуњач, да. А тоа е всушност добро. А имаше еден момент кога ликов на Александар е болен и тогаш беше општа плачка. Значи тоа беше емоција до таска. Сака да секоја чест вака како гледаш, знаеш, сега ви... Ние како учесници си зборувавме сега додека доаѓавме наваму. И викам, дали ти се случи и тебе? Вика, да, и мене ми се случи. Она 2 пати ја гледав, еднаш кога одеше и утре дента на YouTube. Многу сакам да се гледам кога е нешто добро. И на истото место 2 пати она ме наежува моментот кога завршува операцијата и кога докторот доаѓа да ни каже дека... Значи, иако си го гледала? Да, неверојатно. Иако сум го снимала, иако сум го спремала, фаќа, навистина,
Јас Така е. сум презадоволна од тоа Има како ли, изгледа. има ли моменти, автограми, едно друго, знаеш, почна ли тоа? Да, го има. Да? Сакаат луѓе да се сликаат на улица, препознаваат Марковски. Марковски! Има и моменти. Добри сте, супер сте, ама твоја улога малце... Малку не мислиш си. Добро, тоа е нормално. Волови биле, не биле коњи на поило. Не ми личеле на коњи, она ќе ми каже. Извинете. Време е да научиме нов збор. Гигил, што значи неодолива, нескротлива желба да штипнеш нешто убаво сладко. Гигил. Така се чувствувам јас кога гледам кесичка чај. Да, чај, другари, бидејќи нема ништо посладко од тоа, значи посладко е од маче со насолзени очи, од бебенце како јаде кифла или перек, од прасенце на бутано во чаша, значи чај е најгигил од се. Сладките работи сите исто ги чувствуваме и некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Чајов гигил. Гигил. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вашите омилени списанија Росица за прво, Другарче, Развигор и Наш свет со нови интересни содржини, песни, раскази, интересни научни факти, игри, корисни линкови, интервјуа и бројни изненадувања. Побарај ги во твоето училиште. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти? Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале Форца кредит и оние кои ќе земат Форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова Форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Погледни поинако. Не сум само празна шиша. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан.
Прочитај повеќе. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Знаеш дека си за Форд Куга кога таа го прави првиот чек. Знаеш дека имаш Форд Куга кога девојка ти побрзо се спрема за излегување. Знаеш дека имаш Форд Куга кога со недели се возиш без да застанеш на бензинска. Знаеш дека си за Форд Куга кога не ти наплаќаат паркинг. Знаеш дека си за Форд Куга кога во секој ресторант и кафич има место за тебе. Знаеш дека си за Форд Куга. Владимир си го паметиме како малиот наше мало. Иако пројдоа години, Уште малку па 20 години ќе почнат, ќе се навршат од првата клапа. Така. Да. И сега, нели, имаше веројатно лично притисок околу улогава. Знаеш што ме интересира? Кому прво требаше да кажеш, ќе имам геј сцена? Кому прво кажуваш? На мама, на другар, на девојка, кому? На дечко му. Знаеш, кај нас ова чуда? Браво. Не. Добре, јас кога Ништо после. Кога ја добив улогава, значи јас нормално дека им кажав на моите дома прво, ама мислам дека тоа требаше веќе да им биде јасно кога се запишав на факултет дека секакви ликови јас во животов ќе играм, па макар мислам Абе секакви ликови си не, ама ова? Да. Не, немаше такви муабети, Мислам луѓето се окей и ме поддржуваат во се што и да работам. Лапна некоја ракија плюс пред снимање, онака чисто од актерски point of view те прашам. Не, од професионален аспект не пијам пред снимање и пред представа. Да видам најстрейт кога станува збор во тие работи, да. Мислам окей беше, професионално се истеравме до крај. Најстрейт кога глумиш геј, па уште пострейт. Така. Тогаш во серијата Татко ти, нели, Микич изреагира многу лошо. А интересна работа, пред некои си 3-4 години, кога беше во еден на еден, ние му поставивме зад камера за на интернет. Нешто многу слично прашање и реагираше многу по кул на тоа. Каков тест треба да направам за да видам дали си ми е геј? Треба да го прачам синте. Се смее тука. Добре, сосема различна реакција од тоа што имаш во серијата. Сосема различна реакција. Сосема. Петар, имаш многу интересна приказка како си влезен во целава работа. Интересна работа, ти си отиде да ја правиш друштво на сестра ти. Да. Значи ти воопшто не имаше на крај памет да се пријавиш за кастинг. Да, ја бев на кастинг, ама не требаше да на кастинг, да. И што се случи? Сестра ти оди, таа сака да глуми. Па сестра ми, не знам, прочитала на Facebook за некој кастинг за серија. И не знае која е она, оди. Не, она оди на часови по глума, ја интересира тоа и сакаше да оди. Јас како добар брат, ќе доам со тебе, ќе ти правам друштво, ќе... И отидов ја таму, ајде дечко ти, ја не сум ни пријавен, ја не ќам ова, немаш. Баш беше онака филмски момент, као, ја? Ја не. Па добро, ја уствари кога правам нешто, сакам да го правам како што треба, пошто не знаев што е тоа и викам не. Да, подобро не. Да. Добро. Викаат, ајде само сликање, ќе напишеш сега некои податоци.
Мислам ме бутна вака со сите деца таму, ајде, влегов и јас некако. Па имаше после втор круг, па трет круг и јас земав улога, сестра ми не. Сестра ти ништо? Замислете како е на ручек дома. Еве сега да како викаш, дадо, дај ми ја солта, сам да си ја земеш. Како што све земаш. Не, баш беше многу среќна за мене, јас изненадив. Многу и беше мило што. Па како да не биде реално. Да. Фала ти, Ивана. Фала, Ивана. Фала ти. Сега, кај се снимаше уствари? Кој се сетов е стан вистински или како? Да, вистински стан во една куќа веднаш до Вардар филм. Добро. Дворник се вика куќата. Еден прекрасен стан, голем, со убав простор каде што може нели да се движат и глумци и камери и другиот дел од екипата. Имаше 3 спални, една голема дневна, Дремнувавте бујна. или немаше време некој да си пододмори? Да, дремнувавме, како да не, да. Ма јас на почеток. Таму и живеевме. Дека прво искуство и сега вака седам, ја гледам Силвија си лежи лабаво си одмара. Си викам, па зашо викам да не си легнам и јас и после одреден период си почнавме заедно да си спиеме, како да сме фамилија. Како да живееме таму. Да, па не, толку се напорни тие снимања, навистина се работи цел ден. Во едни услови беше многу топло. Имаше често целата куќа беше затворена со црни платна. Да. Значи кога игравме ноќни сцени, денски, не можеш да не влегуваше воздух. И во такви услови навистина мораш секој слободен момент што можеш да го искористиш за одмарање, да се одмориш за да можеш да продолжиш. Точно. Тамара, имаше некоја сцена што ти беше, како да кажам се, притисок под наводници, ама знаеш сепак играш со Силвија, знаеш Александар, тоа сепак имиња и сигурно малку тремичка си имала, така? Со Тамара на сам почеток она имавме окрше еден. Да? Не, тоа беше многу смешно. Имавме фамилиарен ручек. Мислам дека беше славење на Микич, дека добил работа, нешто такво и сега јас треба да се обратам кон Силвија и да ја прашам нешто. И наместо мамо и реков, ти мајко како помена работа и во моментот прекина снимање. Силвија, немо да ми викаш мајко веќе. Она мртво озбилна. Мртво озбилна. Викам, добра, извини, значи мамо ќе ми речеш, нема мајко да ми викаш ти на мене. Па некога ќе ми рече некој, мислам кога ќе ми се обрати така мајко, како да сум крива нешто, како да ми е љута, како Што се случило? Мамо е такво, нежно, да. Мајко само дома ме вика. Мамо остана до крај на снимање, до 8 епизода, само мамо ја викав. Али во принцип не можам да кажам дека некоја сцена ми била потешка од првата или од втората, затоа што секојаш мислам и со Сашко и со Микич и со Силвија ми беа предизвик. Мене лично затоа што прво ми е прво искуство. А како нешто што би издвоила како најемотивно, најверојатно 7 сезона. Односно 7 епизода. Дај Боже. Од твоја уста Божи ушија. Дај Боже. Кога сме кај сезоните, значи тие беа 8 епизоди, така доста набиени во краток временски рок ги изгледавме. Сега како е планот? Има најава за втора, како ќе оди? Еве имаме најава за 7. Две ги има, да. Браво, Тамара. Go. А Владимир? Па тоа најмалку зависи од нас, од актерите, знаете. Тоа треба зависи од изборите. Па не, веројатно продуцентите на серијата го имаат одговорот на прашањето. А јас се надевам лично. Сега за сега нема некој муавет и нешто што може да откриеме. Како нема, ние нон-стоп се збориме за тоа. Добро. Види, ако има втора, ние нормално сите навиваме да тоа биде што поскоро, бидејќи се навлековме, нели, плюс во денешно време со Netflix и све, кога ќе фатиш binge watching да ги гледаш и после нема веќе. Така да малце лошо ти е. Така да навиваме да биде што поскоро. Петар, се ова е интересна работа. Ова е ексклузивно само за него. Најдовме, тоест ни дадоа фотки едни од тебе инкриминирачки малку и дојдоа твои фанови, сега ќе ги објавиме. Да видиме, дајте го Петар. Погледнете го, ова е Петар. Дајте го од друга страна. Опа! Зошто оваа фризура? Добро, не знам искрено кај се слики бе. Како боја? Добро.
Па не, имам животов сменето многу фризури, као што гледате и сега имам различна фризура од усеријата како што сум. Так. Сакам да пробувам, не е интересно ако е се истото. Иначе знаеш од кого се сликите? Не знам. Од ВМРО. Не. Инаку ова е вистина, Јас и Петар имаме из Бербер. Поздрав до Ерхан. Ерхан од Влае или Ерхан од Карпош, како што постарите го знаат. Да, ние заеднички Бербер, кај него барем има што да шиша. Да, оди на понатаму. Тоа е еден новитет во еден на еден. Го купивме многу скапо ова направиче. Онакво е, mind reader, читач на мисли. Значи и сега ќе читаме мисли. Значи да ви покажам како функционира, само да го сетирам. Ете така. Само го ставаш до мозокот, нели, до главата на човекот и он кажува што е. Еве, значи да видите, на пример. Пепе ги сака писерите. Писерите го сакаат Пепе. Добро, ето, тоа е тоа. Значи, отприлика така функционира. Еве, дај да видиме пример Бозо. Бозо, да видиме што мислиш ти. Да видиме. Гласав за ВМРО. Вау. Чека да видиме, еве, да видиме. Маријан е пресекси. Што? Маријан е пресекси. Вау. Бог да чува и да брани. Хајде, чека да видиме. Владимир е пресекси. Хајде да видиме Марковски што мислат. Што ми требаше да доаѓам. Како ме така? Не, Владимир, што мислиш? Аплу за битолското сири. И за сам крај, вие си ги играте вашите улоги. Ај сега да направиме една, како викаат, актерска вежба. Да направиме каде што ќе играте заменети улоги. Значи ваши улоги, ама да ги свичнеме еден со друг, секој да си фати некоја друга улога. На пример, еве да почнеме с Силвија да видиме што ќе игра. Ајде, Силвија, што ќе даете за неа? Прекрасно, Виктор. Супер. Тамара? Бојан. Владимир? Владимир е Јана и значи Петар останува Лиле, да е така? Петар? Лиле, окей. Значи Силвија Виктор беше, Тамара Бојан, Петар Лиле и Владимир Јана. Окей, влезете во акција, тука да видиме. Окей, почнуваме. Лиле доаѓа, кажува дека ќе се разведат. Ајде, Лиле. Деца, имам нешто да ви кажам. Не знам како да ви кажам, ама јас и татко ви планиравме да се развеем. А зашто така, мамо? Што е работа? Па Јана, тоа не е за тебе, тоа не те интересира, мислам. Мамо, се сеќаваш како ме поддржа кога ти кажав дека сум геј? Да, и уште те поддржам. Јас те поддржувам тебе во оваа одлука, што и да е. Мама, може да снимам влог? Фамилија Марковски, ето ја чекаме втората сезона, благодариме на Силвија, Тамара, Владимир, Петар. Дечки, сега ќе ми помогнете, поједен Good Nature, така е, оп. Океј, одиме и викам витаминка пакетчиња. Фамилија Марковски, аплус! Еден каде што имаме една одлична промоција. Да, Пајак од наш има книга. Аплу за Пајак. Се вика Мрднати раскази
Пајак заедно со неговиот пријател, Пајак, како се викаше другарот? Никола Левандис. Никола Левантис, значи Пајак Пајаковски. Добро, не се вика така сигурно човек. Пајаков. Пајак Пајаков. И Никола имаат книга Мрднати раскази. Каде може да се земе книгава? Книгата може да се земе во или, ама најубаво е сега кога ќе даеме на некој книга да си сфотокопира и да си му дае на другарот. Тоа е попаметно. Попаметно 100 пати. Така, сподели. Иначе оваа книга ја пишувавме за ние меѓу себе да си се смееме. Значи ова не требало да биде книга? Па не требаше. Ова се раскази пишувани во тек од 15 години од прилика. Не зезај. Да, и ние си ги пишувавме, си се смееме и значи така. Има некои што се 15 години стари, а некои што се 2 месеци. Така, има. И ги пишувавме книга за нас, ја штампавме за нас, ама случајно искочија поише примероци. Па да дадеме. Да. Значи, книгата Мрднати раскази, земете си ја или, а за сите вас кои ќе ја фотокопирате, одете на facebook.com/1 на 1, таму доделуваме 3 примероци од книгата на Пајак и на неговиот пријател Никола. Мрднати раскази. Само уште нешто да ви кажам. Има еден фан пејдж на Facebook што се вика Мрднати раскази. Можете таму да видите, да си го отворите, таму има и рецензии за книгата, има и некои парчиња од стварите, па да сватите од прилика за што се работи. Кога ја крстувавте фан страната, не се мислевте многу? Не, да ти кажам, не, мислевме, како и да е. Оваа книга е за мрднати луѓе, не е за нормални. Да. Само за мрднати или може и некој нормален? Може да се мрднат, да. Тоа е тоа. Facebook.com 1 на 1, Мрднати раскази, одете таму. И завршуваме со нешто многу интересно. Имавме ексклузивна чест да зборуваме да направиме мини интервју со Катино Мобли. Катино Мобли е поранешна NBA звезда на Хјустон Рокетс и Лос Анџелес Клиперс, пензиониран е некаде од 2009, сега игра во Big 3 лигата на Ice Cube и тој беше во Македонија 2 дена. Да, имено инвеститор е во Македонија. И Катино Мобли беше тука во Македонија, како што кажав, имавме ексклузивна прилика да направиме кратко интервју со него. Катино Мобли во 1 на 1. Уште една причина зашто треба да гледате 1 на 1, на наше огромно задоволство го имаме со нас Катино Мобли, NBA играч изминатите 11 години, а сега игра во Big 3. So, hello, it's a great pleasure for us to have you here. First of all, and especially for me. I would like to ask you what made you come here, and do you like Macedonia so far? First, thanks for having me. I love Macedonia. It's so much I've learned in the last week I've been here. You know, our company's a new company, and we have an amazing product that's coming out called Cannabisol, and it'll be on the shelves soon. We're excited about that. Having amazing partners, NYSK. My partner, Zlako, he says philosopher, and you know, we're mostly excited about the potential that we can educate and help the people of Macedonia. Tell me, I have a couple of questions for you from your NBA career. Some time ago, James Harden bought the place where you lived in Royal Oaks Country Club in Houston, right? Any advice for him? Is there a secret stash or something somewhere? I mean, Google is amazing, huh? You guys are just getting all my secrets. This is crazy. Yeah, James has been a friend for a very long time. He walks in my house at that time, years ago, and he says, I guess whoever is helping him out is a realtor. And the realtor says, you know, the realtor doesn't know that James and I are close friends. So the realtor's like, yeah, you know, this is here and this is here, and another NBA star used to live here. He says, who? They say Kutino Mobley. He's like, Kutino Mobley? He's like, that's my guy. He gets me on the phone. Seriously? Right there. He calls me on the phone. He's like, we call each other Lucky. Lucky lefties. So he says, Lucky, guess where I'm at? I'm like, I don't know, where you at? He's like, I'm in your house. I'm like, in Houston? He's like, yeah. I was like, what's up? He's like, I'm gonna buy it. Give me a good deal, Luck. Wow, that's how he bought it, really? That's how he bought it. Wow, what a great story. Yeah. Who was the biggest party animal? Biggest party animal? Maybe you. All of us. You party No, a lot? Allen Iverson. Yes? Allen Iverson. Oh my God, Allen Iverson. Drinks a lot? He's very sociable. I have a last but not least question.
Who are your top 5 all-time greats, and where are LeBron and Jordan on that list? Good one, good one. So Top it's 5. Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan, and Shaquille O'Neal. Okay. Which is very weird because the first 3 last name starts with a J. I don't know what's significant that That's a is, sign. but It's very. I gotta look into that. Okay, thank you real much for your time. It's a great honor and pleasure for us to have you at One-on-One, and hope to see you in our studio next time you're coming in Macedonia. Thank you. Thank you really much. Kako se budem te kažare? Malo kratko Da, kratko više. Pozdrav do žara. Приметна за колону. Така сме научени. И како дека 7 сезона ќе се снима. Ако стигнеме до 7, Ако си крива. Јас мислам дека